ќе ви понудиме еден навистина убав рецепт. Овој пат никако секогаш кога е Валентина во прашање, синоним ни е за торти. И веќе ја погледнете, нашата драга Валентина Стојановска ни е во кујната, во денешниот оброк или рецепт на денот. Меѓутоа, она што сакав да го кажам е дека пост празничен или пост велигденски, кога сите нели си одиме со семејството по гости, се гледаме со пријатели, си разменуваме јајца, веројатно ни се собираат по дома многу јајца и треба нели никогаш велиме дека не е решение да се фрли храната, напротив треба да се изади или да се најде соодветно решение. Па ако се прашувате што да им правите на јајцата кои што ги имате во големи количини во вашите домови, еве денеска ќе дадеме една добра солуција или решение и тоа солена торта подготвена од нашата драга Вале. Вале, среќни празници. Христос воскресе. Христос воскресе, да, фала му на Господ за сите убави моменти што ни ги пружа. Драго ми е што сум и денеска гостинка овдека, некако се удомувам. Како по дома. Да. Така и треба да ти биде. Некако. И денеска ќе подготвиме солена торта, нели благи подготвувавме, сега ќе подготвиме солена торта и како што кажа, да ги искористиме велигденските јајца. Тортата ќе биде многу интересна за децата најмногу, за бабите, за мајките што имаат мали дечиња, за да им подготват торта која што ќе биде декоративна за децата и ќе им овозможи пријатни чувства додека го јадат ова. Така, па за да им биде дополнително вкусна, треба да им биде нели привлечна на изглед. Така што ќе биде интересно денеска да ја подготвиме оваа солена торта со детска декорација, како ни спомена, глувчиња од јајца или джери торта. Джери торта, да. Моите деца многу ја сакаат тортава кога беа помали. Често им ја прашав дали им подготвуваше кога беа малечки. Да, заради тоа што и да им се вметнат и корисни состојки нешто да каснат, да им личи торта како торта солена, некако не ги привлекуваше толку. Вака ќе им направиме декорација со јајцата и секој ќе си добие глувче и парче торта. И ќе изеде тоа што треба да изеде. Да, и тоа што треба да го внесе во организмот. Јас ќе насецкам. Ти слободно почни си со подготовката, затоа што ти спомена фрмалку колку од прилика ќе ни биде денеска времето, ќе се потрудиме во некои 15 или минута 2-3 повеќе да успееме да ја направиме оваа солена торта, поточно нели Вале ќе си ја подготви. Само кажете ми што треба јас да тргнем од тука за да биде добар кадарот, за да може да се види и Вале како работи. Се спрема многу брзо. Е една од старинските торти мајка ми што ги подготвуваше. Она често знаеше со тестото да направи ролат и да го замота филот. Јас правам торта во облик на торта, често сакам да ја направам. Инаку во тестото одат 4 јајца, се матат класично како пандишпан, убаво да побелат, да се волуминизира смесата и потоа додаваме 4 лажици брашно, пециво, масло малку, малку млеко, се пече околу 10-15 минути на 200 целзиусови степени во загреана ревна. Многу брзо се прави, додека се пече тортава, ние си ги подготвуваме состојките за незе. Убаво е после откако ќе ја соединиме со филот, да отстои малку да упие пандишпанот, меѓутоа може и одма да се јаде. Инаку брзо се Кај вас дома како е? Одма се јаде, веднаш? Кај нас дома, значи една торта, еден оброк. Добро, вие сте и поголемо семејство, па верувам дека многу брзо оди тортата. Да. Вале, како ми спомена, убаво си поминавте за празниците, имате вишок јајца што ќе се користат за вакви рецепти или тоа се изеде? Јас гледам. Или веќе плански се фарбаат јајца? Па со скапотијава и плански почнавме тоа што викаш, да правиме. Сакам кога ќе ги сварбаме јајцата да поделам на пријатели, нормално на роднини, на пријатели, на семејството, да. И нели правиме и размена на јајца. И при крајни се веќе, значи при крајни се јајцата и вака ги користиме во вакви типови на торти, да не биде само јајца или па во салати. Да, затоа што најмногу е позната мимоза салатата, нели, после за Великден и после великденските денови.
Меѓутоа, еве одлична можност или нов начин, нов за кого како, нели, не е ова нешто непознато, меѓутоа верувам дека има луѓе кои што нели не ја правеле оваа торта, па денеска ќе ги поттикнеме и ќе им дадеме ете мотив и можност великденските јајца кои што верувам дека во секој дом ги има, нели, останати се уште, да можат да си ги искористат на добар начин. Инаку тортичево не мора само после Великден да го спремаме, може да се спрема и за детски родендени и друг вид на прослави што ги правиме за децата. Па убаво е и на трпезите да имаме и нешто декоративно и необично. И привлечно за дечињата. Да. Супер, ние ќе го видиме рецептот испишан на екранот. Да, слободно ти, Вале, работи си. Веќе споменавме дека се чувствуваш како по дома. Не знам колку кујнава ти стана како твојата домашна, меѓутоа полека и тоа ќе биде. Да, се адаптирав веќе. Се адаптираш. Во филот оди кашкавал, 100 грама кашкавал, ситно сецкан. Оди шунка, исто ситно сецкана. Јас сакам да ги сецкам продуктите во салатите, сакам така да ми бидат фини и може и да се рендаат, меѓутоа повеќе сакам сецкано. Ставаме 100 грама свежа краставичка, да. Во зимски услови ставам кисели краставички, да. Веројатно, да, замената. Сега одиме на свежината на пролетта, да ја ставиме на трпезата. И Вале, треба да е колоритна, така? Кога си ти во прашање, треба да има бои, да доминира. Колоритно, декоративно. Да, привлечно за око. Ставаме 150 грама кисела павлака и ставам неколку лажици мајонез за да ни биде повлажна структурата и така и по-вкусно е. Сега ќе пробам малку да ставам овдека, ако ми треба повеќе. Ќе додадеме. И ставам неколку за вкус, многу сакам биберот, значи, како и куркумата. И често ставам и куркума и бибер, овој пат бибер ќе ставам. Добро, јајцата ни се само на крајот за декорација или сега ќе ставиме и варени јајца, меѓутоа ќе го измешам ова убаво за да не ми се првиот дел ќе го измешам, па ќе додадам. Ќе додадеме јајца. Да. Јајцата ќе ни бидат цицкани? Не, ќе ги рендаме. Ќе ги рендаме, добро. Да. Ренде, дали си донес? Си донесов ренде. Минатиот пат баравме, не знам дали беше со тебе или со некој друг. Со мене, добро, ете, имаш искуство, значи. Кога заборавив во портокал тортата да ставам ренда. Да, ама и имавме тука ренде, ама ете. Секој ден нови луѓе ни доаѓаат и како кога се работи во кујна нешто се заборава, така? Да, ама се прават некогаш. Се снаоѓаме и ние дома некој пат ќе ти недостасува нешто, па ќе се снајдеш. Не можеме сите апарати и додатоци кујнски да ги имаме дома. Вака сега ќе додадам варено јајце, ќе го изрендам. Добра. 2 варени јајца ќе ставиме овде. Во филот зборуваме, така? Да. Добра. Во филот ќе ставиме. Тортата ни се пече. Ние го подготвуваме. Тогаш ова да го скријам. Да. Не, сакам да кажам дека е многу брзо и едноставно рецептот, да. Може би треба малку време за да се излади пандишпанот кој ќе излезе од ревна. И јас обично кратко го ладам, па потоа инаку тортава да кажам, да не заборавам, ја спремам во тавче ова сега и таа доза на состојки е спремена во тавче број 20. Значи тоа е диаметрот му е 20 сантиметри. Тоа е ова. Да, а доколку сакате да ја спремите во поголемо тавче, 26-ка например, би требало барем дупло да се зголемат состојките, да. Добро, убав совет за домакинките и домакините кои што ќе сакаат да ја направат оваа салата во своите домови. Вале, што се најде на вашата великденска трпеза? Јас не се сомневам во кулинарските способности на тебе и твоето семејство. Добро, јас правев 2 торти, например, ние сме по благото, спремав селско месо, постевме, нели, 40-50 дена, да. Фамилиарно сите или? Па не, јас и сопругот претежно постиме, мајка ми последната недела од постот го пости. Децата? Не, децата Велики петок и таа недела се постеа, не јадеа
чоколадо цела недела, а во петокот и они постојат. Чи така се заучуваме. Полека се градат навиките. Јас Да. мислам дека на младите некако им се потешко да се привикнат на тој пост. Меѓутоа, веројатно кога еднаш ќе пробаат, ќе ги почувствуваат нели благодетите, бидејќи тоа е буквално едно чистење на организмот и на телото од токсини и од сите нели работи кои што претходно ги внесуваме со храната. Да. Така што веројатно треба да ги почувствуваат благодетите на постот, па потоа да се приклучат кон истиот на подолг временски период. И сега од ревната, магично, извадивме она што ни се печеше. Ја сечеме на 2 дела. Добро, дали ти треба може Уште една даска да ја искористиме? И веќе ја филуваме тортата. Добро, и потоа ќе преминеме претпоставам на декорацијата и оној интересниот момент кој што привлекува многу. И како спомена Вале, ова е стар рецепт, уште од времето на пандишпанот, значи што го спремам, мајка ми го имаше спремано за она си го подготвуваше. Јас го адаптирав во услови на торта, она го спремаше како ролат. Да. Јас нема рецепт да не го изменам. Да не внесеш нешто твое. Да додадам нешто, да одземам, например масло во него не одеше, јас додадов масло, така ми е помека тортата. И за декоративниот дел, мислам дека ќе им биде навистина интересно на децата со баби, со мајки да седнат и да ги прават овие глувчиња, не се тешки за подготовка. Сега ќе видиме како од јајца ќе излезе глувче за нашата джери торта. Ова веќе не ни треба, така? Да. Вака сега тортава, јас сега ќе биде едноставно, например, филувањето. Од озгора ќе го ставам овој фил, на половина, скоро на половина, 2/3 ставаме во филот, за горниот дел помалку. И знам да ја филувам и со кисела павлака. Павлаката ја процедувам во газа за да не ми биде толку влажна и да може да се исфилува од страните убаво тортата. Меѓутоа денеска ќе бидеме брзинија, нема да ја филуваме. Инаку исто е вкусна и ако е филувана и не филувана со кисела павлака, затоа што тестото е меко, плюс ја упива влажноста од филот. Мислам, баш ја правев сега и за Великден. Тоа беше едната торта која што ја направи? Ова беше солена, поствеликденски, а 2 торти Карпати и чоколадна, мораше чоколадна, значи кај нас без чоколадно не поминува. Сопругот сака овошни торти, децата сака чоколадни, мораше 2 да се направат. Сите вкусови. А ти, Вале, какви? Јас се јадам. Јас сум сладокусец, се ми е вкусно. Гурман, да. Штом вака добри рецепти излегуваат од твојата кујна, не се сумневам во тоа дека уживаш навистина во гастрономијата како полек, како инспирација. Дали ете можеби се инспирираше и по социјалните медиуми, не само оваа година, туку изминативе години, ете околу тие некои великденски рецепти, или не знам, во рамки на сите нели празници, па и да нема празници, нели луѓето си подготвуваат, си декорираат, меѓутоа ти она што ми го имаш од претходно откриено е дека те привлекуваат рецепти кои што се интересни на око и се со доста бој. Да. Па дали можеби нешто ново внесе на твојата празнична трпеза? Значи, овој Великден некако имав премногу обврски и не посветив толку внимание на декоративни рецепти. Значи, гледав да биде тоа ништо, да биде побрзо спремено, да биде рецептот јас веќе што сум го спремала, значи испробан да биде и некако не подготвив, меѓутоа здравје Боже за следниот Великден ќе спремаме нешто поинакво од секојдневни од она што досега си го понудила. Ајде да видиме како се прават зајчиња од јајца. Глувчиња. Добро. Реков јас нешто денес. И со 2 кафења тешко ќе правиме зајчиња ако треба. Ќе смислиме нешто. Да, вака се јас едно зајче, тој глувче се јас грешив. Да. Едно глувче веќе направив. А јас се прашував зашто ли ќе ни биде потребен биберот во зрно. Да. Глувчето го спремаме, ајде да почнем прво од глувчето. Го спремаме на тој начин што долниот дел го засекуваме.
Во зависност од тоа дали сакате да ви бидат подебелки глувчињата или послабички, гледаме да ни биде 1/3 од јајцето исечена. Жолчката внатрешниот дел ја одвојуваме, чекаваш да си земам, да, таа ќе ни служи за рендање над тортата. Добро. Еве така. И сега на глувчето му правиме засек. За да му ставиме ушиња. За да му ставиме ушиња. Некаде, да не биде на средина, ама така да биде баш каде што стојат ушите на глувчето. Некаде на... Велиш ова поминува кај деца? Јас мислам дека ќе треба цеце да го пробате дома рецептот. Ти си имаш мало детенце, да. И баш ќе ми кажеш како ќе го привлечат, да. И сега ставаме биберче за очиња и за усте. Значи, вака обично правам простор со ноже или со чепкалка, за да може да вметнеме биберче. Сега гледаме поситни биберчиња да најдеме од кесичката и ги вметнуваме очињата. Ете, колку малку треба за да бидете креативни во кујна. И потоа муцето да му го направиме. Муцето на глувчето. Ете го глувчето. Ете така, и сега ќе му ставиме. Зашто не е морковчето? За опавче. Глувче без опавче. Не бива. Не бива, да. Добро, дека го видов ова нема, па викам што е сега следно. Да, тоа. Ама тамо веројатно не си успеала и тоа да ставиш да го ставам и тоа ќе оди на тортата. Вака сега прво жолчките да ги изрендаме таму. За да ни личи на сиренце, нели? Ама многу интересно. За храна за глувчињата. Да, и она кога ќе се изренда и му даваш на детето парче како сиренце што личи, нели, триаголник, и може и белките да одат. Значи не тоа по избор, да. По избор. Одлично. И емке јаде глувче. Да. Емке јаде жолчка здрава. Да. И потребна. Ете така, значи оставаме на гледачите по нивни избор да декорираат со колку глувчиња сакаат. Да. Сега јас знам и малечко глувче да направам. Ова нема да го користиме? И тоа ќе го користиме, ќе го ставиме таму. Чекај, јас вака да свртам чисто да видат опашка дека има глувчето. Ете му го опавчето на глувчето. Ајде, кај оди следното? Кај сакаме, наше изборот за декорација. И овие ми се многу ми се штосни овие јајцата од препелица, да. Затоа што навистина онака... Сега ќе направиме малечко? Малечко, да. Ќе се потрудам да направам. Малку дека се по-ситнички, па ни требаат по-ситни очиња за нив. Добро. Ќе се снајдеме? Да, сигурно. Да, добро. Бидејќи сме некаде на самиот крај од разговорот со Вале, за момент ќе направиме уште едно глувче, кое што е направено од јајце од препелица, а се останато оставаме на вашата имагинација, на вашата креативност. Ова е одличен начин да се направите торта, меѓутоа, иако синонимот најчесто е дека тортата е нели блага и е некако десерт, еве има начин и можност да направите и солена торта, и тоа особено овој период, затоа што веруваме дека имате јајца во вашите домови, па да ги искористиме за да не ни се расипат или да не ги фрлиме, можете да си направите и ваква торта. Да, размислував што да биде рецептот за денеска. Навистина, мислам, ми беше предизвик, нели? Да, ама јас и не се сумневам во твоите рецепти, Вале, затоа што секогаш соодветно на празниците или на деновите во кои што ни доаѓаш, ни подготвуваш интересни рецепти. Не можам да го метнам ова, ама ќе се обидам. Добро, тоа му е окото? Да, окцето моја, ама дека е малечко јајценцево, се губи, да. Не може да се намести убаво. Јас сега нели сум тука и возбудена, пошто сум во емисија. Добро, нешто сакаше да ни кажеш пред да завршиме, дека вообичаено кога ги подготвуваш рецептите,
или отиде мислата со глувчето? Да, ми отиде мислата. Отиде мислата, добра. Како и да е, Вале, ќе имаме за наскоро повторно. Јас се надевам дека повторно ќе ни ја прифатиш поканата. Не знам, вака вообичаено за некој празник се гледаме. Може би ќе има и некој друг вака, нели, понатака, па ќе ти биде инспирација за некој нов рецепт. Тука некаде ќе ти заблагодарам, Вале, за твоето гостување, за твојата несебична креативност која што ја даваш и вложуваш не само во емисијата. Не мора. Не мора. Не мора. Не мора. Од препелица. Не мора. Ама секогаш во кујната се случуваат и такви работи, така што можат нашите гледачи да си ги подготват овие глувчиња со јајца, нели, во стандардна големина или со јајца од препелица, како и да ќе изгледа интересно и креативно. Мислам дека со овој кадар ќе ја завршиме оваа денешна емисија. Вале, ти благодарам многу. На вас ви благодарам за поканата. И се гледаме во некоја друга прилика, а таа прилика ќе биде напред. Ви благодарам.